Денеска ве носиме во подземјето, исполнета со флуоресцентни светла и ласери. Ви посакувам топло добре дојде од Subway арената за Ласартак. Како дојдовте до идејата да се отвори Ласартак во Скопје? Прва добре дојдовте во Subway арена во првата метростаница во Скопје. Идејата за отварање на Subway арена беше создавање на едно ново забавно катче во Скопје, каде што и децата, меѓутоа и повозрасната клиентела ќе може на еден начин да влезе во филмот, во кинематографијата, во фантазијата и да си помине едно квалитетно забавно време. А колку време постои Subway Ласартак? Subway арена е отворена јануари 2024 година, сега до сега постоиме година и пол, со надеж дека ќе прераснеме во една традиција и во едно место кое што ќе постои повеќе децении. Баш ми мило, се надам дека ќе продолжи ова добра традиција и понатаму со години. Дали може да ми објасните како всушност се игра Ласартагот, односно кои се правилата? Ласартагот е спортско-рекреативна активност која што се игра со специјализирана опрема. Ласартак опрема се надпреваруваат лицата на индивидуално ниво, но и на тимско ниво. Опремата е специјализирана со посебен вид на светлина и сензори. Идејата е секој надпреварувач да добие повеќе бодови кои што се добиваат со точно погодување на сензорите на противникот. Дали може да ми кажете какви предизвици постојат во Ласартагот? Ласартагот е доста иновативна игра која што нуди различен степен на сложеност, на тежина во текот на играта. Во моментот во Македонија и ние практикуваме надпреварувачите, бидејќи прв пат се соочуваат со ваков тип на игра, да го играат основното ниво на Ласартак, кој што е доста полесно, сценариото не е ограничено временски, не е ограничено со број на животи кои што ги имаат самите играчи, ниту пак е ограничено со бројот на фотони, светлина која што опремата ја испушта. На светско ниво, кога се организираат шампионати, се организираат многу посложени сценарија во која што се борбеноста на играта е на едно пореалистично ниво. Каква опрема е потребна за еден да учествува во играта? Што се, дали има нека посебна опрема што треба да се носи? Како што кажав и претходно, тоа е специјализирана опрема Ласартак. Ние имаме од најдобриот и најголемиот светски производител на Ласартак опрема, европски производител пред се, Ласартак Нет. Оваа опрема ја има на сите континенти во светот и со купувањето и донесувањето на Ласартак опремата во Македонија, Subway арена се брои во светските центри на Ласартак и не има на светската мапа на Ласартак центри. Има Македонија, го има Скопје. Супер, тоа е одлично. Која е минималната возраст на која посетителите можат да дојдат и да играат во Ласартак? Која е горната граница? Горна граница немаме, се додека сте млади во духот, се додека сакате се уште да се ја доживувате фузијата на фантазијата, на филмот, на забавата, на спортот, сте добре дојдени во Subway арена. Минималната граница е 8 години или отприлика 130 сантими висина. Тоа се одредени препозиции кои што ги налага самиот производител на опремата и кои што се потребни за да можете да ја ракувате соодветно опремата. Колку луѓе можат да играат одеднаш? Во Subway арена, согласно стандардите, арената е направена за во исто време да може да играат до 20 учесници, 20 надпреварувачи, доколку во исто време дојдат на 20 надпреварувачи, тогаш им се организира турнир. Дали има минимална граница колку против колку може да играат, као 1:1 може да играат или? Не, но секако дека ова е
тимска спортска игра и колку повеќе, толку подобро. Ајде да кажеме дека некој минимум, барем 4 се потребни за да постојат тимови, за да се поделите двајца во еден тим, двајца во друг тим. Јасно, супер. Дали имате некој што редовно доаѓа да игра во ласартак? Дали имате некој навистина верен фан на Сабој? Верен фан до сега, во овие година и пол од постоење, немаме. Секој кој што ќе дојде тука е со тенденција да се врати, откако ќе искуси оваа магија на играта што ја носи ласартагот, сакаат повторно да се вратат, но како што кажав, ние сме на почеток и тупрво треба да го развиваме, ајде да кажам, овој рекреативен спорт во Македонија, бидејќи на светско ниво се организираат турнири, се организираат шампионати и сето тоа бара, како и за секој друг спорт, подготовка и еден постстандарден начин на игра. Во моментот луѓето доаѓаат тука за забава, се организираат родиндени, се организираат тимбилдинзи, но се уште немаме, да кажеме, на едно повисоко ниво професионалци кои што играта ќе ја гледа за да постигнат едни подобри резултати на светско ниво. Јасно. Споменавте дека овој спорт, да речам, оваа активност се поврзува и со надпревари. Дали досега кај вас се одржале некакви надпревари во ласартак? Тоа се мини надпревари кои што ние ги организираме за специјални денови. Например, лани имавме еден надпревар за Свети Трифун празникот, кој што исто така беше фузија на Свети Трифун и Свети Валентин, па се надпреварува парови мажи против жени. Исто така имавме еден надпревар за Денот на жената за 8 март, каде што припадничките на понежниот пол има гратис надпревари тука со друг вид на забава за да биде тоа едно целосно доживување. А кои се почести посетители, тоест гости или надпреварувачи во Сабој арената? Повеќе доаѓаат мажите или жените? До сега, во овие година и пол, женските надпреварувачи ни се почести. Не само и кај детската возраст, туку и кај повозрастната. Можеби жените сакаат повеќе да се забавуваат и се со послободен ум во Македонија, но се надевам дека ќе се избалансираме. Иако до сега во игрите на вистина женскиот пол остварува многу подобри резултати во овој тип на игра. Супер, тоа е многу интересно да се знае. Благодарам што споделивте. Следното моје прашање е дали всушност можете да не откриете за оние кои досега не биле тука, бидејќи сепак ласар се спомнува, ласар не секогаш на најдобро не потсеќа. Дали ласарот тука во ласартак е безбеден за посетителите? Самата игра и самата упрема се вика ласартак, меѓутоа тоа не е ласар. Тоа е светлина, која што е целосно езболна, значи за разлика од пейнтбол или друг тип на ваков вид на игри, тука е целосно безбедна и играчите се целосно заштитени. На пластичен начин кажано, светлина која што е таргетирана под одредена фреквенција за да ги погоди сензорите. Толку. Јасно. За крај би сакала да ја прашам дали може да ми откриете кои се бенефитите на ласартагот? Секако, ласартагот првично е веќе зборувам за детската популација. По многу истражувања, статистиката кажува дека ласартагот е со големи бенефици на детскиот развој, пред се на моториката. Потоа ласартагот е стратегиска игра, со тоа се развива и интелектуалниот и емоционалниот статус на децата, е тимска игра. На таков начин децата повеќе учат како да соработуваат едни со други, како да настапуваат едни со други, да не биде тоа на индивидуален начин, туку тимот дека е битен, средината е битна и што е најбитно е бегство од виртуелниот свет. Децата денеска
се затворени во виртуелниот свет, не знаат помеѓу себе да се дружат, да комуницираат, преку ласерта играта и преку нашето забавно катче, сакаме децата повторно да ги вратиме во едно минато време, кога сите бевме надвор, сите бевме заедно и сите си се дружевме пред се.